Никола, да ти посакам добре дојде за прв пат во Hype Македонија. Драго ми е што ќе бидеш мој денешен гостин. Кажи ми најпрвин како си? Добар ден на тебе и на сите гледачи. Фала на поканата. Сега за сега одлично. Можам да кажам дека иако имаш низа настапи позади тебе, си релативно млад и нов во ова што го работиш. Кажи ми од каде желбата за музика и кога всушност почна да се занимаваш со музика? Желбата за музика живее во мене буквално од кога знам за себе. Некако тоа го имам чувано и го немам искажувано јавно, и мојот почеток со музиката и се што се случи најспонтано што може. Желба имало, но сега кога ќе се стигне до реализација сум бил малку дискутабилен по тоа прашање, да, и скептичен доста, али судбината си го најде својот пат и ми отвори некои врати кои што јас ќе искористам таа прилика и ќе го донесам тоа на прав начин. Дали некој во твоето семејство се занимава со музика и од кого го имаш ти наследено талентот и кој го откри твојот талент? Моето семејство сите сме музикални, татко ми, мајка ми сите се музикални, ја имаат музиката во нив. Професионално се немаат бавено со музика, а мојот талент го откри народот, бидејќи се случи спонтано. Прва прилика што ми даде беше Тања Јовановска. Седевме со другарите во ресторан и таа прво ми даде прилика да испеам песна, иако беше на нејзин ризик, а на наша иницијатива, поточно на моите другари иницијатива, и тоа предизвика добри реакции на луѓето што беа веќе присутни таму. И буквално се тргна по некој судбоносен пат. После тоа пеење на 2-3 песни се случи првата свирка, каде што јас требаше да испеам 20 песни. И се зема некој замав што уште го држи и знам дека ќе го искористам на добар начин. Покрај музиката, знам дека се бавиш и со фитнес. Дали сметаш дека овие работи одат рака под рака и колку е важен изгледот, надворешниот изглед во оваа професија? Лично за мене фитнес и тренирањето оди во се рака под рака, бидејќи не од физички аспект, повеќе ми влијае на менталниот склоп, бидејќи ако не одидам на тренинг недела дена, не сум тој човек. Ми влијае на расположението, на се. Бидејќи сум и на работата и на перформансот на свирките, буквално тоа е дел од мене. Исто така тренираш и бокс. Дали дисциплината од боксот ти помага во музиката? Па да, тренирам кикбокс, нов сум во тоа, ми помага превише, бидејќи те учи на некои ствари, пример да бидеш смирен во ситуации кога што е малку потешко да бидеш смирен, да размислиш, да го смириш дишењето кога треба и така. Бокс или сцена, каде повеќе се бориш? Сцена. Зошто? Потешко е? Па не е потешко, него тоа го сметам како моја територија и како нешто за кое што сум донесен тука на овој свет. И мислам дека сум спремен да дадам се од себе да го искористам тоа на прав начин. Исто така пред разговорот ми кажа дека си човек кој што сака адреналин, па еве да кажеме кога би требало да бираш скокот па до бран, возење со мотор или пак настап пред 50.000 луѓе, што за тебе би представувало најголем адреналин? Настап пред 50.000 луѓе, бидејќи би се чувствувал како свој на своето. А следниот ден можеш да возам мотор. Да се издуваш малку. Буквално. Како ти си го креваш твојот адреналин пред настап? Како се загреваш? Така со алкохол? Па, една чашка. Добро, една чашка не е страшно. Тоа ми е ритуал. Кој најмногу те поддржува во она што го правиш? Кој ти е најголема поддршка? Најголема поддршка уште од самиот старт се моите другари, моите блиски другари. Тие се со мене буквално не од првиот ден, од минус ден. И се најголема поддршка, го пратат мојот пат и можам да кажам дека се е полесно кога ги имаш правите луѓе до тебе што стварно ти мислат добро и би направиле се за ти да успееш и не се несреќни за твојот успех. Дали можеш да ни откриеш нешто што претпоставувам би ја интересирало на нашата женска публика? Дали си зафатен? Не. Какви девојки те привлекуваат? Што прво забележуваш кај една девојка? Па најпрво душата. На изгледот што приметуваш? На изгледот? Па, јас сум човек што приметува енергија и мора да зрачи, мора да биде посебна. Нормално да биде убава и изгодна, се тоа стои, али
џабе ако е убава и згодна, ако не знае да го изнесе тоа, ако не зрачи со енергија добро. Така да енергијата мислам дека е најпресудна. Така. Дали знаат да ти се пуштаат девојки на настап, да кажем, и како се справуваш со нив? Па не го гледам јас тоа како пуштање, тоа го гледам како најнормална интеракција помеѓу пејач и публиката. Нормално е да те снима, да се насмееш, да размениш поглед, бидејќи тоа е дел од работата и не го гледам тоа како пуштање. Дали имаш трема пред настапи? Па некоја позитивна трема да. Бидејќи тоа не го чувствувам во моментот, но кога ќе заврши свирката многу пати се тресам додека додадам на свое и мислам дека има некоја позитивна трема. Од оно што можам да забележам кај тебе е дека си љубител на тетоважи, па дали можеш да ни кажеш колку тетоважи имаш и што значи некој од нив? Уште како мал сакам да имам тетоважи, сега раката е во тек на правење. Не е целосно, треба да се спои. Имам 5-6 тетоважи. Најзначајна ми е нормално првата, бидејќи таа опишува два дела од мене, што едниот дел уште не го знаат луѓето. Што е првата тетоважа? Првата тетоважа е ова тука. Тоа е волк со две лица. Едната страна го пишува мене, а ова другиот исто мене во друго светло, да. Дали има тетоважа за која си се покајал, можеби? Не, до сега не. Ако треба една тетоважа да те опишува како личност, што би била? Па таа првата. Никола, стари моје, твоето првенче, твојата прва песна, кажи ми од каде идејата за оваа песна? Како што веќе кажав, целиот пат со мене и музиката е некој судбоносен пат, што за се во животот си имам многу трудено да достигнам. Едноставно, само музиката кога е во прашање некои ствари сами ми доаѓаат. Како што дојде сама по себе мојата прва свирка, моето јавно излегување, така до мене дојде и првата песна. Не ја барав, сум посакувал да имам обратено на луѓе што пишуваат на автори, но еве стари мој дојде самата ми дојде во раце и ја искористив. Јас ја слушнав и можам да кажам дека е одлична. Звучи како лична песна, дали се крие вистинска приказна позади тоа? Лично јас не, но знам дека многу луѓе ќе може да се пронајдат, пошто таа песна опишува некој пат што многу луѓе може да се истоветат со него. Посебно мажите, да. Спотот е снимен во Скопје, песната е во Белград снимена. Кажи ми што најмногу те остана во сеќавањето од снимањето на спотот? Па некоја анегдота да можам да кажам од спотот и нешто најчудно што ми беше кога Алек ми стави змија на врат и ми кажа да пеам, да глумам младен и да гледам во камера. Ти беше тешко тоа? Па не е секојдневно некој змија да ти закачи на врат и ти да пееш, али фала му пуно на Алек. Те ставил во некој предизвик и ти супер се снајде во тоа? Љубител сум на предизвици, така да се ми беше преинтересно. Наредниот спот може би ќе најдеме нешто поекстремно. Ако треба со една реченица да ја опишеш песната, што би кажал? Nije nam suđeno, samo sluđeno. Стих од песната? Да, стих од песната. Дует со кој би сакал од некој од нашите изведувачи да снимиш или ти од светската сцена, ако имаш некој на ум? Па, би можела Джејла Рамовиќ, го почитувам многу Јаков Јозиновиќ, Ади Шоше, сите нив ги многу почитувам. А огромна чест би ми било да снимам дует или да имам колаборација со Тајзи, бидејќи го пратам, го следам уште од кога знам за себе и тоа е дел од моето детство и посебна чест би ми било да имам колаборација со него, бидејќи пред се тој е next level артист, неговите текстови што ги пишува се буквално на завидно ниво и пред се за мене би представувало огромна чест и задоволство да соработам со него. А што мислиш за македонската музичка сцена? Дали македонската естрада заживеа во последно време, да кажем? Мислам дека заживеа, уште е во мирување, но мислам дека иде нов бран на млади артисти кои што ќе донесат нешто ново на македонската сцена. Да се надеваме. Да. А што следно може да очекуваме од тебе? Дали веќе размислуваш за некоја нова песна? Апсолутно размислувам и се надевам дека ќе биде по моја балада, бидејќи тука се највише, тоа ми е комфорт зона, тоа сум јас.
се надевам дека ќе биде балада, но во случај да има некоја брза песна жива што ќе ми се допадне на прво слушање, нема да изненади ако биде и тоа, мојот избор, да. Али јас искрено се надевам на балада. Супер, фала ти Никола за овој прекрасен разговор. Уште еднаш, дали можеш за крај да ни испееш некој стих од твојата прва песна? Апсолутно. Вика: Љубио сам едну жену, што е била живот мој. Љубио сам многу njih, што су биле само број. Фала ти пуно на поканата, се надевам на повеќе дружење во иднината и што фала на сите гледачи. Поздрав!